Селекциите на Македонија и Украина ја одржаа пресконференцијата пред утрешното соочување на Е5 арената во Прага, каде ќе го одиграат квалификацијскиот натпревар за европското првенство. Утре се игра важен меч за нашата селекција, откако во Скопје загубевме со 2-3 од Украина, иако на полувреме имавме 2-0. Па сега момците на Благој Милевски имаат желба за одмазда и усвојување на трите бодови. На ден пред надпреварот на пресконференцијата своје обраќање имаше селекторот Благој Милевски и капитенот Енис Барди. Па мислам дека утрешниот натпревар ќе биде комплетно различен од оној во Скопје, затоа што доаѓаме во фаза и Украина и Македонија да се на втората позиција со изравнен број на бодови и дека само победа би ни одговарала на двете репрезентации. Затоа очекуваме отворен натпревар, допадли фудбал и од двете страни. Што треба да направи Македонија за да победи утрешниот натпревар, да биде фокусирана додека трае натпреварот, да не застанеме на 60-65 минути, како што се случи во Скопје, и сето останато мислам дека што ќе се случува ќе видиме. Анализираме доста детално тој натпревар и воочени се аномалии не само во второто полувреме, него и додека водевме 2-0. Се надам дека нема да се повторат тие аномалии и ќе видиме без разлика на значењето на утрешниот натпревар, момците секогаш кога доаѓаат да играат за Македонија нема потреба да се поставува знак прашалник дали се мотивирани или колку се мотивирани. Момците со нивниот однос кон македонскиот дрес и со она што го покажуваат на терен, секогаш покажуваат дека се тука за Македонија и дека се секогаш максимално мотивирани. Не, навистина во тоа, како што кажа селекторот, Украина е многу квалитетна репрезентација што имат доста играчи со, можам да кажам, исти квалитет. Така да не мислиме многу тоа, само треба да се концентрираме во наша екипа и да видиме како можеме ние да го покажеме тоа на терен на најдобар начин. Што ги научивме? Ништо, ние збориме секогаш, значи имаме секогаш кога пиеме кафе или сме заедно, секогаш збориме за наши аномалии, што можам да кажам, и така да зборуваме секогаш за тој менталитет што сакаме да го промениме, и мислам дека овој пат, како каже селектор, ќе биде подруго и да се концентрираме у сегашното време, тоа што беше. Значи, научивме доста од тоа што беше порано, така да се фокусираме во овој период што сме овде, утре утакмицата, така да мислиме само за утре. Океј. Значи, истото што кажа селекторот, самото што сме овде, значи имаме дресот на репрезентација, тоа значи дека сме најдобрите во моментот, така да нема друг начин како да сме повише мотивирани. Идеме секоја утакмица на утакмица, тоа ни е цел, така да и утре уште едно, значи битна утакмица за сите нас и да даваме све од себе да земеме што више позитивни работи од оваа. Надпреварот меѓу Украина и Македонија се игра на Е5 арената во Прага со почеток од 15 часот.